мислам дека сме сите тука во најголем дел. Повторно благодарам на сите што успеавте да дојдете и на оваа студентска дискусија, особено после доста успешниот симпозиум што го имавме. Именно и оваа студентска дискусија е организирана од страна на Комисијата за студентски дискусии при Факултетското студентско собрание на Правниот факултет Јустинијан I. Денеска на големо задоволство и посебно чест ми да ви представам професор доктор Елена Михајлова Стефилати, професор на Правниот факултет Јустинијан I на катедрата за меѓународно право. Како професор е вклучена во наставата на повеќе предмети на додипломските, мастер и докторските студии, а нејзината посебна област на интерес е човековите права и граничните области на говор на омраза и дела од омраза, културните идентитети, демократијата и транзиционата правда. Исто така таа истакнат експерт во овие области, што е потврдено со низиното членство во Европската комисија против расизам и нетолеранција на Советот на Европа, а дополнително и член на Центарот за право на бегалци, миграција и ментор на правната клиника на истата тема. Иако денеска исто така беше планиран и Александар Јовановски од Хелсиншкиот комитет, поради здравствени причини тој нема да присуствува денес, но сепак ни останува честа да е слушаме професорката со што би го остапил местото за збор. Благодарам, Никола. Здраво на сите. Мене ми е посебно задоволство што сум дел од овој панел или разговори замислени да ја засилат чувствителноста кон говорот на омраза, кој отвара доста непријатни и комплексни проблеми за современите општества. И многу е важно добро да го расправиме овој поим, оваа конкретна област на граничност на слободата на изразување. Сакам да започнам со објаснување на позицијата која јас тука ќе ја бранам, аргументирам и за она што ме води во целата оваа контраверза која со себе ја носи говорот на омраза како концепт, а тоа е достоинството и осигурувањето на тоа достоинство. Например, татко ја носи својата малечка ќерка во училиште и не идуваат неиспишан графит на влезот од училиштето смрт за цигани. Тие се роми. И детето прашува што значи ова. Самиот татко не знае што да одговори, само се надева дека нема да сретнат повеќе такви графити. Која е поентата на овие знаци? Тие испраќаат повеќе пораки. Испраќаат порака до членовите на групата, нападната со пораката. Не се лажете дека сте добродојени тука. Како и да ви изгледа, фино, ова, она, вистината е дека не ве сакаме тука. Треба да бидете тепани, бркани, избегнувани, игнорирани и така натаму. Исто така испраќаат порака до другите во заедницата кои не се членови на групата која е нападната со пораката, а тоа е следново. Ние знаеме дека некои од вас се согласуваат со ова. Дека овие се валкани или криминалци или терористи и не ги сакаме тука. Не сте сами. Оставете ја владата и власта, што и да каже, има доволно како нас да ги спречат овие луѓе да бидат тука. Тоа е поентата на говорот на омраза, да ги испрати овие пораки, да ги направи овие пораки дел од постојаната видлива ткаинина на општеството. Ќе се вратам на ова. Целата контраверза кај говорот на омраза или основниот проблем е тоа што неговото регулирање значи ограничување на слободата на изразување. И вие ќе не идете на ставови дека па иако не го сакаме, треба да научиме да живееме со говорот на омраза како либерали. Не веднаш да посегнуваме по забрани, односно цензури, и ова е најважно, оваа наша слобода, која е реално важна, која едно демократско општество не смее да ја потиснува. Меѓутоа, видете, цената од говорот на омраза не ја плаќаме сите подеднакво. Не е подеднакво поделена ни заедницата која нели треба да го толерира овој говор. Тој можеби не ги напаѓа оние на кои им е непријатен, ама повикуваат на негова толеранција, туку само оние кои со него се опишани како животни на јавни плакати и графити. Ние треба да зборуваме со оние кои се осудени на овој начин, со оние кои страдаат, чии родители или деца страдаат, пред да заклучиме дека треба да се толерира. Че вистинското прашање не е нашето учење да толерираме мисла со која не се согласуваме во име на слободата на изразување, туку штетата која им е сторена на индивидуите и на групите кои се осудени или обесчовечени во тие расистички памфлети или билборди, во споделувани колумни, на портали, радио шоуа, блогови. Вистинското прашање е тука дали тие може да си ги водат своите животи, дали нивните деца може да бидат израснати, нивните надежи, стремежи одржани во општествена околина која е загадена со вакви материјали. Тоа се нашите греши. Се влегуваме полека во некаква концептуализација на говорот на омраза.
Тоа е концепт кој покрива различни работи, како исламофобични блогови, палење на крстови, расни епитети, хомофобични изјави, анимални отсликувања на членовите на расните малцинства. Тука беа оние геноцидални радиоемитувања во Руанда 94 година, униформираните со свастика наци марширање во Скопје на предградие во Чикаго, со плакати на кои пишува Хитлер требаше да ја заврши работата. Значи, кога ги нарекуваме сите овие феномени говор на омраза, ние им ставаме определени конотации на чело. Сега да ги видиме најпрво конотациите на самиот термин говор на омраза, бидејќи како нарекуваме нешто многу ни кажува за нашиот став кон тоа нешто, и затоа мислам дека е ова важно прашање. Прво, терминот говор на омраза некогаш носи заблуда. Прво, самиот збор омраза може да не дефокусира. Знаете, сугерира дека ние сме заинтересирани да ги коригираме страстите, емоциите на луѓето, со други зборови да им ги коригираме субјективните ставови, нивните внатрешни мисли. И според тоа испаѓа дека целта на законите, на целата оваа легислатива која го ограничува говорот на омраза, е да ги казни ставовите на луѓето или да ги контролира нивните мисли. И обично тука е прашањето, а зошто не би смееле да мразиме? Тоа е нормална емоција, така како и сите останати. Немаме ли право, например, да ги мразиме расистите? И сега гледате, ние влегуваме во една задача да разграничуваме меѓу прифатлива омраза, помалку прифатлива, омраза која бара наша реакција, ова е добра, ова е лоша и така натаму. Меѓутоа, целта на законите за говор на омраза не е да ја забраниме омразата, туку да го санкционираме незиното поттикнување. Омразата ни е главно релевантна како можна последица од определени форми на изразување. И многу законски дефиниции на она што го нарекуваме говор на омраза, го прават елементот на омраза битен како цел, нешто што луѓето се обидуваат да го поттикнат, да го предизвикаат, говор кој поттикнува омраза. Или омразата е прашање на доследна последица, без оглед дали имало намера за неја или не. Говор кој шири омраза, или кој во сите околности е веројатно да придвижи омраза. Второ, изразот говор. Тука е втората можна заблуда. Ако кажеме дека сме заинтересирани за ограничување на говорот, како да ја соопштуваме идејата дека се државата предлага да се меша во изговорени зборови, во нашите разговори и можеби во речникот ќе ни наметнува политичка коректност, што и не е така лошо. На овој начин изгледа дека ние го третираме, сакаме да го третираме она што луѓето ќе си го кажуваат гласно или меѓу себе како проблем кој повикува на санкции и создава на некој начин погрешен впечаток. Дека ние со нашите закони за говор на омраза всушност ангажираме цел правен систем за да санкционираме караници, расправи и викања. Гледате, една таква аура се создава ако ја прифатите таа првична заблуда дека е ефемерното. Минливото во говорот е она што целиме да го казниме. Примарната грижа на она што го нарекуваме говор на омраза повеќе е фактот дека нешто изразено станува етаблирано како видлива или допирлива карактеристика на околината во која сме сите и во која и нашите животи и животите на оние кои се обесчовечени со тој говор треба да се водат. Значи, како сајтовите дудинки, други портали, плакатите кои посакуваат смрт или гасна комора за дел од нашите сограѓани, како графитите на училишни ѕидови кои ги пречекуваат ромските ученици со закани за смрт. Дел од она што луѓето можат да го видат и да го допрат во реалниот простор или во виртуелниот простор кој е подеднакво реален, кога гледаат околу себе. Ова е тоа што го привлекува вниманието на кривичното право. Значи, не сакам да ја намалам важноста на изговореното, особено говорот на политичарите, говорот на омраза на политичарите сериозно бара акција. Меѓутоа, сакам да ви го свртам вниманието кон оние подолготрајни артефакти на расистичко изразување. Значи, многу поопипливи форми на порака дека според мислењето на една група, најверојатно мнозинствата, во општеството, членовите на друга група не се вредни да бидат еднакви граѓани. И штетата која им се прави на индивидуите и групите преку осакатување, повторувам, на нашата општествена околина која сите треба да ја делиме со овие видливи јавни, полујавни изјави. Тоа е местото каде што дебатата околу регулацијата на говорот на омраза главно се фокусира. И мислам дека вреди изложувањето на овие поенти околу терминологијата, затоа што сметам дека даваат подобро разбирање на самиот концепт на говорот на омраза и на законите на говорот на омраза. И затоа, например, кога се појаснува што имаме на ум кај говорот на омраза, се користи терминот групно клеветање или групна клевета. И ова е терминологија која се користи понекогаш во закони на одредени земји, например Германија, Норвешка, Данска, Франција, Канада и слично. Сега, зошто кривичното право треба да се интересира за ова групно клеветање? Зошто да не го остави на приватното или само на приватното право?
Една веројатност е дека определени форми на ово изразување може да бидат видени како напади на јавниот ред. И тоа е прашање на одржување јавниот ред на мирот, спречување на насилство и слично, зашто ваквиот говор многу лесно може да се преточи во насилство. И нема сомнеш дека ова е многу важно. Меѓутоа, одржувањето на мирот е само една димензија на јавниот ред. Јавниот ред исто така го опфаќа интересот на општеството за одржување на нашиот општествен и правен статус на еднакви граѓани. Значи, постои уште едно прашање на јавниот ред. Тоа е тој наш правен статус на еднакви. И за тоа е заинтересирано личното право. Законите за говор на омраза во овој контекст се поставени да го одбранат јавниот ред, не само со спречување на насилство, туку и со спречување на напади на таа споделена смисла за основните елементи на сечи статус, достоинство и репутација како човечки суштества. Значи, говорот на омраза цели да ја сруши оваа наша фундаментална човечка репутација, што го прави многу поразличен од навреда или клевета. Значи, тој не е засегнат со конкретни репутации на самите индивидуи, например, каква е вашата репутација како студенти, мојата репутација како професор и така натаму. Што сакам да кажам? Кога публиката, обично кажувам овој пример, или некој од публиката му прават на фудбалерот на терен кој е афроамериканец или африканец, звуци на мајмун, или му фрлаат банани, исмевање кое алудира дека црнците се животни, е сосема различно од тоа да го исмеваат како лош фудбалер, имаш две леви нозе, или купен си да ја загубиш утакмицата и така натаму, што може сериозно да му ја наруши репутацијата. Меѓутоа, кај говорот на омраза неговата базична човечка репутација е уништена, понижена, урната поради припишана карактеристика на групата на која ја припаѓаат црнците се животни. И затоа велиме дека е различен од навреда и клевета, ја ништи нашата репутација на човечки суштества, со други зборови нашето достоинство. И тие групни клеветања, доколку продолжат на широк фронт, би направиле да не може да се продолжи согласно тој основен важен статус на граѓанство на членовите на групата во прашање. И ние имаме обврска да го заштитиме тој статус, да го заштитиме достоинството на индивидуите кои се погодени. Тука малку ќе останам околу ова достоинство. Бидејќи е комплексна идеја, и тука не го користиме овој збор во филозофска смисла или само како декорација, бидејќи обично се напаѓаат оние кои се залагаат за човекови права, дека често го употребуваат овој збор, многу убаво звучал, ама немал практична примена. Достоинството не е само филозофска концепција на немерлива вредност во кантовска смисла, и достоинството на лицето не е само декоративен факт. Значи, тоа е прашање на статус. Статусот на едно лице како член на општеството и генерира барања за признавање на тој статус и за третман кој е во согласност со тој статус. Значи, како прашање на статус, достоинството е во голема мера нормативно. И ова е многу битно. Што би значило дека, ако е нормативно, мора да биде поставено, мора да биде подкрепено, мора да биде одржувано, мора да биде брането од општеството и од правото. И ова е нешто во што од сите нас се бара да играме улога. Во најмала мера од нас се бара во нашите јавни интеракции да се воздржуваме од дејствување кое е искалкулирано да го потцени достоинството на другите луѓе. Ова е обврската која е наметната кога пропишуваме и спроведуваме закони за говор на омраза. Сега видете, ова секако не значи дека ние велиме дека секој има обврска да почитува секого. Може да имаме посебна почит за некој, може да имаме не толкова почит за некој друг, може да имаме презир за некој трет, например имаме презир за политичарите, банкарите и така натаму. Не зборуваме за она што некои го нарекуваат почит на квалитетите или проценувачка почит. Туку говориме за признавачка почит, која е врзана за фактот дека сме луѓе и таа е фундаментална за достоинството на лицата и е непроменлива, дури управува со тоа како луѓето треба да бидат третирани кога се виновни за страшни злосторства. Например, и воен злосторник не смее да биде предмет на тортура во затворот. Значи, ова е почита за која зборуваме тука. Она што е важно е дека оваа почит се дава пред се имплицитно. Не верувам дека ќе има билборди на кои ќе се истакнува еднаква правда, почит за сите. Точно може да постојат афирмативни действија. Например, памфлети, кампањи за тоа дека луѓето треба да се ги знаат своите права, каде да се обратат, каде да пријават повреда на нивните права, насилство и така натаму, како да ги побаруваат и слично. Меѓутоа, во најголемиот дел ова осигурување е имплицитно, како базичниот статус на секое лице, како граѓанин да е очигледен, нешто што се подразбира. Например, различни области на нашата интеракција, општествена, економска, како сакате, политичка, се едноставно отворени за сите како нешто природно. Никој не мора да каже муслимани добродојдовте, или дозволено и за афроамериканци, или како оние кафичи гей френдли, знаете што пишуваат, го ставаат тој напис. Значи, обратното е доказ за проблем, сега или во скорешното минато.
Многу е важно ова осигурување да биде испорачано на еден имплицитен начин за да може да биде земено здраво за готово и за луѓето кои инаку би можеле да се чувствуваат несигурно, несакано, презрено пред се во општественото опкружување, да може да заборават на тоа и да се концентрираат на оно што е важно во општествените, што им е важно во општествените интеракции. Значи, говорот на омраза цели да го поткопа ова осигурување, да го доведе во прашање, да го расипе со тие видливи изразувања на омраза, исклучување и презир. И така почнува. Оно што беше имплицитно осигурано, сега е видливо предизвикано, така што сега постои цел нов сет на калкулации во кои припадникот на малцинството, например, треба да влезе кога влегува во бизнис, кога шета надвор со своето семејство, ако на плакати е терорист, ако е добар само кога е мртов, ако е валкан и така натаму, он влегува во социјалните интеракции со огромен товар кој останатите го немаат. Например, за тоа, иако може да ви изгледа како изолиран инцидент, еден наци постер вамо, други расистички плакати тамо, една колумна на еден портал, друга на друга, бидејќи видовме осигурувањето на достоинството е обезбедено на еден таков распрскан, општ, имплицитен начин, распламтување на само неколку конкретни инциденти може да има диспропорционален ефект. Односно да е многу повеќе од само неколку изолирани инциденти. И затоа ако говорот на омраза го оставите несанкциониран, он ќе оди понатаму. Тој цели не само да го расипе ова јавно добро, он сака да воспостави ривалско јавно добро. Значи, публикување на говор на омраза, појава на овие символи, шкртање на места за сите да ги видат, е начин на обезбедување на фокална точка за ширење и координација на ставови кои овие акции ги изразуваат. А тоа е дека треба да сме еднакви, треба и да не поспеат. Значи, и фокална точка велом укажува на другите лица дека не се сами во нивниот расизам и фанатизам. Знаете, како волците кои се довикуваат. Аха, ти си таму, јас сум овде, не има, тука сме. Последователно, законите за говор на омраза целат не само да го заштитат јавното добро на осигурување засновано на достоинството, туку и да ја блокираат конструкцијата на ова ривалско јавно добро, кое расистите, исламофобите, хомофобите сакаат да го конструираат меѓу себе. И затоа сме многу строги и велиме да, знаеме во случајов дека ја ограничуваме вашата слобода на изразување, но имаме легитимна цел. Целта ни е да ја држиме во живот ефективна премисата дека луѓето се еднакви човечки суштества. Знаете, некогаш ни се приговара дека ваквите закони едноставно ја носат омразата во илегала, ама на некој начин тоа е целата поента. Ние сакаме да го пренесеме чувството дека фанатиците и расистите се изолирани индивидуи, отколку да гласот на народот, односно да им дозволиме да се координираат, контактираат во тие дејности на рушење на нашата еднаквост како луѓе и секако ова има цена. Ваквите расистички сентименти ние ги бркаме надвор од пазарот на идеи, меѓутоа нивното презентирање, сега видите, презентирање на овие расизми како ставови кои може да се завземат во дебата контра овие стабилните, веќе поставени карактеристики на општествената околина на кои сме им јасно оддадени, е токму она кон што цели овој говор. Да влезе во пазарот на идеи како легитимен став дека луѓето не треба да бидат еднакви човечки суштества. Значи, тоа е таа, извинете, имплицитна порака до малцинствата, нешто од прилика вака. Знам дека мислите дека сте нееднакви, ама не бидете толку сигурни и не сме сами. И општеството не е искрено во таа наша поддршка и вие ќе ви го покажеме тоа и мислете на ова и плашете се. Ако ова е пораката на говорот на омраза, не е баш јасно дали само некаков јавен ангажман со спротивставување со други идеи е соодветното. Например, сега да седнете наспроти мене расист и да треба да се спротивставувам на неговите ставови со мои аргументации и дали пикањето на оваа омраза под тепих и не е нешто толку лошо. Се навлегов малце повеќе во концептуализација на говорот на омраза, во филозофирање. Меѓутоа, целта ми е да ги разбереме пообмислените аргументи кои може да се развијат во прилог на овие норми и да разбереме зошто државите самите доброволно влегуваат во регулатива на овој говор и зошто луѓето на добра волја се благонаклонети кон овие ограничувања. Јас тука би застанала и би ви дала простор за прашање или евентуално коментари, ваши излагања и така натаму. Благодарам за вниманието. Благодарам, професорке. Доколку има некои прашања, слободно може со опцијата Raise Hand или да го постави во чата, подоцна ќе го прочитаме ние. Доколку нема, јас би искористил приликата како модератор
професорке, да ве прашам во однос на специфичностите кои што се јавуваат типично за академската слобода, бидејќи нели обично замислата е дека академијата треба да биде онаа каде што е апсолутно слободна и во говорот и во нели посебно професорите во нивните предавања, така што како би се регулирал говор на омраза во овие простори? Во овие простори, да, ова е многу важно прашање. Фала ви и посебно сум засегната за тоа постојано некако. Таа академска слобода што значи. Сега, од таа гледна точка, образование, академија, универзитети, неминовно ве враќа решавање на овој конфликт, ако е воопшто конфликт, кон тоа како општеството си го разбира универзитетот, која е идејата за него. Обично нели онаа слика за универзитетот како изолиран од остатокот на општеството, автономија на универзитетот, за неисклучен или ирелевантен, туку некако специјално отцепен, како остров на повлекување, да речеме, во животот на интелектот, на животот на умот. Меѓутоа, ако е остров, обично се поставува прашањето каков остров е. За повеќето негова главна карактеристика е ова. Она што го разликува е неограничена слобода на изразување. Тоа е таа академска слобода. Велиме, универзитетот е слободарски остров. Центар на широко отворен пазар на идеи, ова се главни амерички идеи. Зона на слободен оган, во која принципи на слобода на говор, надпревар на идеи, во некаков нецензуриран, транспарентен јавен дискурс, се применуваат со несмалена сила. Меѓутоа, како и да е, универзитетот е во исто време и заедница на академски вредности, што би значило и остров на еднаквост, цивилност во смисла на учтивост, толеранција, почитување на човековото достоинство, место каде што, и ова ми е посебно важно во нашата реалност, мисловните и рационални способности на човекот треба да триумфираат на таа слепа страст и предрасудите. Сега, дали ваквите академски вредности на почитување и еднаквост, кои по дефиниција подразбираат ограничување на говорот на омраза, се спротивни на академската слобода како нецензурирано изразување? Нели, тука ништо не треба да е во испитување, надвор од можноста да биде преиспитано. Ова е, мислам, само привиден судир. Дел од легитимната мисија на универзитетот е да ги научи студентите како енергично да се борат во пазарот на идеи, меѓутоа и да обезбеди во него да влегуваат како еднакви чинители. Гледате, говорот на омраза не е една идеја на пазарот на идеи. Тоа е став кој се обидува да ја сруши нашата базична еднаквост, па и да не исклучи од тој пазар на идеи. Он всушност, едноставно, кога расистот зборува, јас ќутам, или оној кој е предмет на говор на омраза ќути. Затоа што го потиснува неговото изразување. Тој се повлекува од јавниот живот и се изгубени значајни гласови, значајни изразувања и губи самата демократија. Значи, академската слобода треба да се разбере дека го прави професорот интелектуален слободен чинител, но не и слободен чинител во однесувањето. Професорите носат посебна одговорност во одржување на амфитеатрите, училниците, како сакате, како простор на развивање на критичко мислење, но и како простор на еднаквост, еднакво почитување, еднакво достоинство, што од старт подразбира енергичен напад на говорот на омраза во сите негови форми. Значи, ова чувство дека во тој остров на интелектуално истражување, на робусен дискурс, студентите влегуваат како еднакви човечки суштества, сите влегуваме како еднакви човечки суштества, мора да биде се присутен етос. Како да кажам, ако сакате контекстот, заднината на која се одвиваат секое предавање, секое истражување во било која дисциплина. И тука не сме да има компромис, никаков компромис. И сега, надвор од вака тесно дефинирана одговорност, битката против говорот на омраза во академија на универзитетите подразбира и образование кое обезбедува победа на рационалните и мисловни страни на интелектот над предрасудите, а ова е веќе врзано за уште еден аспект на образованието, тоа е што учат универзитетите, што всушност е предава. Например, како се зборува за ЛГБТ лицата, ако воопшто се зборува. Како се представуваат прашањата за миграција, домашното насилство и така натаму. Значи, не е тоа резервирано само за оние кои предаваат меѓународно право за правата на човекот, а другите демек предаваат што не поврзани правни области. Например, ако правата на ЛГБТ лицата се уште табу тема на правните факултети, каков одговор очекувате од едни судии, обвинители, адвокати, администрација која тие ќе ја населат во справување со дискриминација и говор на омраза, под услов да сме стрекни дека не се тие оние кои го шират или оправдуваат. Значи, многу е битно да функционира како она што е интелектуален остров кој придонесува да се зацврсти во општеството духот на почитувањето и недискриминацијата,
а не да биде имплицитно, па дури и експлицитно прегнат во одржување на најопасните предрасуди кои циркулираат во општеството и ретроградни ставови, че само еден аспект е говорот на омраза. Тоа ви е како оној врв на сантата, како да кажам, оно што може да го видите, а под водата имате цел континент. Добро, со глобалното затоплување не веќе. И влогот е голем од двете страни, видите. И од една страна, одржување на слободата на изразување и опасноста од цензура, и повредата која е голема кај говорот на омраза, која не смее да остане нетаргетирана. Поради тоа, академската мисла мора да биде способна постојано одново и одново да ја отцртува или правилно зацртува или повлекува, како сакате, линијата помеѓу говорот на омраза, разни расизми, ксенофобични, хомофобични, мизогини изразувања и, например, она што го нарекуваме разумен критицизам, кој мора да се дозволи. И некогаш е тоа тешко прашање и одржувањето на таа линија е комплексна задача, меѓутоа тоа е задачата на една демократија. Да, овде мислам да уште малку ако може да останеме на прашањето за академијата, специфично за кои би биле нели оние контраргументи кои што може да се впрегнат против такви екстремистички појави во академијата, каде што тие тврдат дека се изолирани, нели пример во специфично некои полиберални универзитети, каде што кога покануваат нели по-конзервативни говорници, велат нели студентите се активно бунтуваат против тие говорници и многу често многу мала присутност има на нивните излагања, така што и отпосле, нели после настанот обично тврдат дека тие се дури дискриминирани во некои дека всушност говорот на омраза е насочен против нив. Како нели тоа токму повторно го користат и аргументот во контекст дека ова треба да е слободен пазар на идеи. Да имате право да не го слушате тоа, да не бидете подложени на тоа што се кажува. Не знам дали е говор на омраза или различни конзервативни ставови, затоа сме слободни да дебатираме. Едно е да дебатирате каков став имате, не знам, во однос на било кое прашање или дали сте верник или не сте и слично, а друго е да кажете дека некој не треба да постои или помалку вреди затоа што е определена и припаѓа на определена етничка припадност или што на помалку вреди, помалку интелигентна и така натаму. Значи различни се тие работи. Во однос на размислувањето истражував прилично и во однос на американските универзитети, верувајте ќе се зачудите колку е повеќе ограничен говорот на омраза, например во споредба со нашиот универзитет, појасен став има. Например е јасно дека во амфитеатар не може да шири професор говор на омраза. Исто како што, например, не може часот да го почне со молитва, иако религискиот и верскиот говор мора да биде слободен на кампусот. Има друг принцип на објаснување по основ на првиот амандман и слободата на изразување, меѓутоа е неспорно дека говорот на омраза мора да биде санкциониран. Има најразлични начини. Ви имате етички кодекси на факултетите и тие подразбираат, мислам дека и нашиот подразбира дека не може да ширите говор на омраза, не мора да е вака кажано говор на омраза, може да ширите став кон нечија национална припадност, етничка припадност, сексуална ориентација и така натаму. А во однос на дискриминирањето секој може се да каже. Вчера имаше една емисија во која кажаа дека, не знам, членовите на Комисијата за заштита од дискриминација, тие кои ќе имале мандат од 3 години наспроти тие од 5 ќе биле дискриминирани, што е малку смешно, како да кажам. Сегде може да ја најдете, ако да ја најдете, да прокламирате, односно да кажете дека ја има и да нема никаква врска со дискриминација. Имаме прашање од Мерсика Смаилович. Кои мерки би требало да ги преземе државата кон спречување на говорот на омраза? Секакви се. Постојат кривични, секако најтешки случаи мора да бидат санкционирани. Има правила, има стандарди, например, има стандарди на Европскиот суд за човекови права. Секако не се само еден начин на интервенција, имате превентивни механизми, и преку образование, што учите, како учите. Тоа е директно поврзано со тоа што колку и каков говор после циркулира во општеството. Значи имате најразлични начини на негово тангирање, на негова превенција и директно санкционирање кривично во одредени случаи кои ги задоволуваат тие стандарди, кога намерата е да се поттикнува кон омраза на определена група. Гледам и некои други прашања.
Имаме уште едно прашање од Елена Гаговска. Ме интересира како би можело да постојат закони околу говор на омраза без да се инволвира полицијата или затворскиот систем, односно институции кои се дел од концептот на Луис Аутхузер The Repressive Да. State Apparatus. Мислам дека мора да се размислуваме на оваа тема, особено бидејќи механизмите во државата кои имаат право на казнување најчесто се активно репресивни кон малцинствата како што се афроамериканците во САД или пак ромите во Македонија. Да, поврзани се, ама и не се толку поврзани теми. Тешко ми е ова прашање. Знаете зошто? Точно е дека репресивниот механизам треба да постои како крајна цел, не велиме прво ќе го казнуваме. Меѓутоа, од друга страна, еве, вие, ако велите дека имате полиција која ги репресира малцинствата, исто така докажува за една прифатена системска дискриминација кон нив. А говорот на омраза е дел од тоа исто така. Он ве обесчовечува на начин да потоа дискриминацијата кон вас ја прави за прифатлива. Значи, не се толку далечни, меѓусебно се поврзани. Не знам дали ви доловив она точно што сакав да го кажам. Точно е дека системите на казнување на државата се активно репресивни кон малцинствата. Значи, имаме системска дискриминација. И говорот на омраза е дел од целата оваа слика. Не е нешто независно од неа. Е независно прашање од она првото. А тоа би било точно како би спроведувале вакви политики без да ги казнуваме луѓето. Со образование. Затоа е толку битно образованието. Имаме прашање од Зорана Антовска, ако сакаш вклучи се, постави. А може да и слободно било кој да ми реплицира на ова, бидејќи така и јас ја формирам повеќе мојата мисла. Добро би било. Не се осеќате ограничени дека мора во чет. Добро вечер, професорке. Би сакала да ви поставам едно прашање во однос со говорот на омраза што го сретнуваме во медиумите. Мене многу ме интересира таа медиумска култура кај нас, односно што вие мислите за медиумската култура кај нас и што мислите дали постои говор на омраза, дали ја експлицитно ја покажуваат го кажуваат тој говор на омраза. Имате некој конкретен пример на ум? Бидејќи прво сега не е секоја омраза говор на омраза, едно е речникот во медиумите, политичката нетрпеливост, ова е нешто сосема друго. Да, токму затоа ви го поставувам прашањето, бидејќи немам точно еден пример на ум, меѓутоа мислам дека баш тој речник што медиумите го користат, односно тој правилен речник што го немаат, предизвикува луѓето и народната маса да мисли дека да поттикнува говор на омраза. Се надевам дека ме разбирате што сакам да кажам. Они се предмет на обучувања, имаат секакви комисии, кодови на тоа што не сме да шират. Иначе стандардите на Советна Европа се јасни. Има посебен акцент, посебен фокус на говорот на омраза низ медиумите, бидејќи се способни да привлечат големо внимание, што би значило дека би имало голема штета за општеството ако и малку говор на омраза се дозволи да циркулира слободно низ медиумите. Така што таму се оценува се. Например, не знам, дали емисијата оди во живо, дали соговорникот го кажува тоа во ек на жестока дебата, кога страстите се високи и нема време да се коригира, или станува збор за некаков прилог кој е коригиран, едитиран и така натаму, и тука има посебна одговорност, значи однапред знаела, не го тргнал и слично. Дали изјавата е на самиот новинар или проследува говор на омраза на некој друг, дали неговата цел е да информира јавноста за прашање од релевантен јавен интерес или да шири говор на омраза. Значи, ова се многу битни аспекти, го одредуваат контекстот на тоа што се кажува, за да се види соодветната реакција. Инаку, генерално, веднаш на вашиот одговор, медиумите се посебно подложни на строг надзор во она што се шири, за она што се шири преку нив. И мора да бидат посебно одговорни медиуми и политичари. Тоа се оние два столба околу кои сите активности и целата строгост во однос на говорот на омраза и стандардите на Европскиот суд за човекови права може да се види. Ви благодарам, професорке. Инаку, видите, е комплексна задача. Ај ќе ви дадам еден пример, еве. Разлика од говор на омраза и некаков разбирлив, дозволен, разумен критицизам. Например,
муслиманските гледишта за жените се опресивни и не се соодветни за нашето современо демократско општество. Дали ова е исламофобија или разумен критицизам? Значи, имате некакви параметри по кои би можеле да одите во вагањето. Прво, дали изјавата, она што е изјавено, ги стереотипизира во конкретниот случај муслиманите, предпоставувајќи дека сите мислат подеднакво. Дали е за муслиманите, за тие тамо, или е диалог со муслиманите, во кои тие би сакале да се вклучат. Ова е веќе поинаква ситуација. Дали взаимното учење е возможно? Например, во однос на сексизмот и машката моќ ала Харви Вајнстен. Е нешто што е карактеристично за една етничка или верска заедница. Понатаму, дали јазикот е, не знам, не само учтив, туку контекстуално соодветен. Например, едно е критика на зионизмот, како некаква идеологија, наспроти антисемитизмот. И дали е неискрен критицизам, бидејќи ова доста се случува, со задни мисли. Например, подршка на Израел од расисти, фашисти или обратното, критикување на Израел, кој излегува надвор од критиките на било која друга држава и повеќе е скриен антисемитизам. Или она што денес ни се случува, имаме конвертирање кон феминизмот на десницата, со сосема други скриени мотиви, исламофобија и посебна омраза кон жените кои носат марама. Значи, ова се прилично комплексни и доста интересни прашања. Или друг пример ќе ви дадам, например, дали бојкотот за купување на производи кои се увезени од државата Израел го сметате за говор на омраза против евреите или антисемитизам. Бидејќи имаше еден ваков случај во Франција, мислам дека скоро досуди Европскиот суд за човекови права. Кривично осуди Франција 12 активисти кои повикуваа на бојкот преку ширење на памфлети на израелски производи во супермаркетите, мислам во Источна Франција, ги осуди за предизвикување на дискриминација. Минатиот месец Европскиот суд за човекови права донесе својата одлука и најде дека оваа пресуда на Франција повредила нивната слобода на изразување. Значи, истакнувајќи дека кога е политички одговор на прашање, треба да има многу малку рестрикции на оваа слобода на изразување, на овој дискурс кој по природа е често пати, како да кажам, вирулентен, извор на полемики, меѓутоа останува да биде од јавен интерес, освен ако не развие повик за насилство, омраза или нетрпеливост. И судот тука не најде во бојкот. Не знам како вие размислувате во однос на ова, јас сум на истата страна. И сега на 2 декември, например, ја по рамки на ЕКРИ се донесе една посебна одлука за, може да ја видите и на сајтот на организацијата, Европската комисија против расизам и нетолеранција, мислење по работната дефиниција за антисемитизам на тоа е меѓународен сојуз за сеќавање на Холокаустот. Една од грижите на ЕКРИ беше токму ова. И тоа е многу убаво елаборирано во одлуката, ви вела може слободно да ја видите и неа и работната дефиниција. Дали дефиницијата би ги сметала сите критики на државата Израел како антисемитски и би ја задушило нашата слобода на говор, особено во контекст на протести против повреди на човековите права извршени од израелските власти. Значи, критиката на Израел не може автоматски да се смета за антисемитска, се додека е изразена на ист начин како критиките кон другите држави, особено во однос на оној легитимен критицизам на политиките кон палестинците. Меѓутоа испротивно, мислам, иначе ви ги подкопува напорите за борба против антисемитизмот. Меѓутоа испротивното е исто така многу важно. Не е прифатливо кога критицизмот на израелската влада се користи за разгорување на омраза кон целиот еврејски народ, не само во Израел и надвор од него. И се тука вклучително влегуваат оние обвинувања за еврејски заговор на глобално ниво, оваа слика базирана на оние, не знам, вековни стереотипи, поттикнува омраза кон сите евреи. Се не знам дали ве дозбунив или нешто се успеав да ви разјаснам. Поентата ми беше дека е многу интересно и многу комплексно разграничувањето помеѓу говорот на омраза и дозволивиот разумниот критицизам, кој ни е многу битно да остане заштитен, бидејќи е врзан за основната слобода на изразување. А овој другиот има поинаква логика. И него се надевам успеав да доловам од кои причини сметаме дека е легитимно да биде забранет. Треба јас да читам и да ви Има друго, јас ќе ви прочитам сега прашањето. Кој е вашето размислување во поглед на исмејувањето на министерот Спасовски, кога во еден момент кога се појави да збори на ромски јазик,
дали сметате дека тој случај има, односно преиде во говор на омраза, со оглед на тоа дека на посреден начин и се смејува ромскиот јазик? Него имам видено и криво ми е поради тоа. Значи, во која смисла мислите се исмејувал? Самиот тој се обратил на ромски јазик и после тоа се смејал себе си ради неговата неспособност да зборува? Не, туку генерално мислам дека луѓето правеа мнение од тоа како он збори на ромски јазик и со тоа на некој начин мислам дека дури преде кон тоа да се смејува и самиот јазик. Го немам видено, значи имало после тоа видеа во кои тој бил исмејуван. И сега видете, може самите тие се говор на омраза, а неговото говорење да не е. Најверојатно немал намера да исмејува, да покаже почит со тоа што ќе Не велам дека он правил говор на омраза, туку дека фактички луѓето преку исмејувањето на неговото говорење на ромски јазик, на некој начин преде кон исмејување на самиот јазик. Па да исмејувањето, шегите, според мене мој став е вицевите, шегите кои се кажуваат, сите како проследување, одржување во живот на некакви стереотипи или некакви, да кажеме, потценувачки начини на кои гледаме на другите и би ги тангирала. Исто така како говор на омраза, би ги вклучила во овој концепт, секако. Сега за ова не можам конкретно да ви кажам, ќе ги видам тие снимки. Меѓутоа и како има потенцијал. Значи, таа е тенка линијата, како Мухамед, кој е сликан со бомба во својот турбан. Значи, дали е сега тоа исмевање на исламот, или е став дека муслиманите се терористи. Превакнува вторава констатација, што би значило дека таа карикатура конкретно е говор на омраза. Имаме прашање од Вики Младенова. Да, Вики, здраво. Исклучете микрофонот, Вики. Не те слушаме се уште. Има и уште едно во чет да го видиме. Извинете за мојата позадина. Звучна, мислам. Да одиме со Данило прво. Политичката коректност, дали го ограничува концептот во која смисла? Политичка коректност. Па видете, ако политичка коректност, например, е ограничување да албанецот не го нарекувам шиптар, затоа што тоа го навредува, па мислам дека нема ништо лошо во таа политичка коректност. Не ги зацврстува контурите на говор на омраза, не прави поосетливи кон потребите на другиот. Што е нашето толку големо ограничување? Ако на некој не му викаме, еве, не биди циган. Вики, дали се слушаме? Не, се уште не. Продолжиме со Данило, пак ме заинтригира. Мислите дека создава некаков ресентимент? Може слободно да се вклучите. Ме слушате? Да. Вака, имаше пред некое време, пред некоја недела, имаше еден пример многу добар со фудбалски натпревар, Лига шампиони, каде што еден судија покажа со прст према еден играч и вели оној црниот ваму прави проблеми некој. Да. И сега тој така наречениот црн фудбалер стана бла бла бла, се бунеше и на крај ја суспендира утакмицата. И сега имаше и критики од црното население, бидејќи судијава кажа, не кажа ни нигер, ни црнчиште, туку само кажа црниот фудбалер. Да, ама во кој контекст се вика оној црниот тамо, го издвојува на некој начин, не вика со дрес тој и тој, со број тој и тој. Подсвесни се, може и да немал намера, ама гледате, контекстот е по-експлозивен. И ќе се води сметка. И мислите дека со ова само својот ресентимент би го зголемил? Има ситуации, имаше на американските кампуси вакви, кога сериозно немаше индикации на никаков говор на омраза, меѓутоа се распали ситуацијата на тоа, меѓутоа не мислам дека тие самите индивидуални инциденти ја менуваат целата логика на регулирање на говорот на омраза. А и ви враќам на првото, па и треба да се научиме да не ги викаме луѓето како што не сакаат да бидат викани. Исто е ова и со сексизмите и слично.
и треба да ги прашаме некога како сакаат да бидат нарекувани. Ако некому терминот му прави повреда и очигледно е дека е користен во пежоративна смисла, обично го имаат македонците во однос на албанците, ќе речат шиптари не е навредлив, во Југославија ги викале така, остави го тоа на страна. Јасно е дека се користи во таа конотација. И кој е користен од лице кое не е албанец, однос на него е типичен пример на говор на омраза. Особено ако го поврзаме со контекстот смрт за шиптари, гасна комора и така натаму по графити. Се отидов малци натаму, меѓутоа овие прашања никогаш не можам да останам само на одговорот. Се надевам дека нешто ви направи логика од ова. Инаку точно ситуации кога некој ќе биде преосетлив, меѓутоа имајте на ум неговата историја, на подложеност на тоа. Донев, ако ми дозволиш, баш овој контекст. Да, може Борин. Добар ден, професор, ке ми е што учествувате, че ова е простор за дискусија. Во однос на политичката коректност како антипод на говорот на омраза, последниве 5-6 години, барем според мене, са не можам да кажам, меѓутоа мислам дека имаме некој регресирање во однос на оваа насока. Ако 2000-тите, раните 2010-ти имаше зголемување, се стимулираше таа политичка коректност со цел да се надминат проблемите, некако последниве 5-6 години како да се оди во обратна насока, не во Македонија, туку во глобален контекст, особено со Трамп, Борис Џонсон, таквите популистички политичари и така натаму. Да, популистичките политичари внесоа некои работи да се кажуваат експлицитно, што порано беше незамисливо дека може да се кажат. Точно, тоа што тие кажуваат, не мислам дека е проблемот, туку тоа е последица на еден поголем проблем. Малце контроверзен став ќе заземам. Чисто жижек ќе прочитам. Значи, мојот проблем со политичката коректност е тоа што е форма на самодисциплина, која не го надминува расизмот, туку само приледен, опресиран, контролиран расизам. И сега, што се случува, тоа, како што они се викаат silent majority, која не можела да го изрази својот расизам, иако ја да имам абсолютно власт, тотално би го забранил, меѓутоа функционираме во таков свет, каде што тие не можејќи да го изразат својот расистички нагон, да го задоволат својата потреба да го изразат истиот, биле опресирани, биле ставени на маргините долг временски период. Тоа се собирало и експлодира на некој начин со такви популистички политичари како Трамп, како Џонсон, како Салвини и така натаму, кои обичниот народ вели, па он го кажа, ја тоа што го мислам, либералната елита мене ме цензурира, ми одзема слободата на говор и така натаму. Па дали политичката коректност не е само една контролирана, опресирана форма на расизам, која на крајот од денот ќе експлодира? Воопште повеќе расизам не мора да значи. Има, ја разбирам логиката, разбирам извртеноста на сето, меѓутоа видете обратната ситуација. Во Македонија имаше многу говор на омраза, имаше гласноговорници, го имавме Миленко. После тоа се издува како балон. Не мислите дека е послободен говорот во таа послободен? Ослободен од говор на омраза, малце повеќе, што би значило дека има голема улога и говорот на омраза на врвот. И во таа смисла се стандардите на Европскиот суд за човекови права посебно строги кон политичарите. Некогаш го креираат. Иако се овде ние можеме да се вртиме на прашањето што е прво јајцето или кокошката. Значи може и обратното од вашата идеја, дека не стои како санта лед, па му треба иницијалната каписла, него некогаш и дека одозгоре може да се продуцира. Не мора да значи дека одоздоле го има толку. Ставате. Па особено кога ќе го врзете со Само би се дополнила, се извинувам ако ја копирам. Не, интересно е ова, ме терате на размислување. Политичката коректност, како што сваќа неолиберална елита повеќе, мислам дека не успева да ги акцентира проблемите на расизмот и зошто. Секогаш што е поврзано точно. Се создава расистичкиот нагон кај масите. Туку само се сведува на тоа да бидеме коректни. Ама зашто произлегува расизмот, не го адресира, бидејќи ако неолибералната елита го адресира расизмот, зошто настанува, ќе треба само во себе да задире.
Барем според Точно, мене. меѓутоа затоа се ова поврзани процеси, ви велам, говорот на омраза е само едно делче, многу е врзан со процеси кои циркулираат во општеството. Така, кон тоа Не целев. е само нешто кажано во етер неповрзано со ставови и со однесување. Да, кон тоа целев, дека не може само да се фокусираме на говорот, туку мора подлавински зошто. А секако, и затоа цело време акцентирам и обседната сум со образованието. Не може да миграција да се обработува на начин кој е страшен и после тоа да не циркулира говор на омраза помеѓу младите или предрасуди да се шират. Значи, далеку од интелектуален остров, да стане место кај што се што гледате вие дека циркулира низ медиумите и слично, и овде малце се дека низ вртлокче застанува, па продолжува пак во општиот дискурс. А од друга страна, демократијата не може да ја прифаќаме здраво за готово, значи како гарантирана секојдневна работа вие, на негување, развивање. И еден феномен кој предизвикува е пак ова омраза против некои други, за да се постигне конфликт, насилнички одговори против поединци. И како да ви кажам, едноставно предизвикува страв кај оние кои се подложени на него и ги тера да се исклучат од јавниот. И особено, знаете што, пак се враќаме на ова, ќе ви каже добро да говорот на омразата не е од нов датум. Меѓутоа точно со интернетот, со социјалните медиуми, со овој популизам, популистички политики, нивото на говор, имаме чувство ова што го кажавте дека се зголеми. И социјалните медиуми го сменија начинот на кој комуницираме. И го сменија начинот на кој се пренесува. Се шири многу полесно од што порано. И пак ви велам, некои ќе речат добро, омразата од секогаш била присутна, ова не е ништо ново, тоа е тешко да се измери, како прво, а во исто време повеќето од нас сметаат дека постои зголемена тенденција да се обвинува некој друг за нешто што не е во ред. И главно се тоа мигранти, роми, хомосексуалци, муслимани и слично. Например, сегашната мигрантска криза ја оспорува целата таа социјална кохезија и солидарност во Европа. И гледаме пораст на национализмот, популизмот, екстремизмот во Европа, сето ова што вие го лоциравте. Меѓутоа па се од друга страна и некогаш сме сведоци на успешни кампањи против оној булинг, малтретирање во социјалните медиуми. Пример ни е, мислам, кампањата против Facebook за родова омраза, почеток на тековен диалог со Google, со Twitter, со Facebook и така натаму. Отидов и во друга тема, меѓутоа ова е од едно прашање во друго. Значи, во право сте кога кажувате дека некаква политичка коректност без тангирање на корените омразата која постои повеќе фрустрира. И тогаш уште повеќе завршува во масовна поддршка на популистички лидери и во отворено кажување на она што порано не било замисливо дека може да се помисли. Не ви велам политички коректно дека не смее да се каже, не се размислувало така. Борин, доколку немаш реплика, може да ја окупирам дискусијата, нека има други, па ќе се вратам. Да пробаме Вики да се вклучи. Се слушаме? Да, сега да. Добро, се извинувам за ова техничка вакво. Ништо, професор, ке фала ви многу за ова секојаш одново возбудливо предавање. Јас сакав само, ако дозволите, да свртам малку повеќе внимание на нешто што еве ќе се обидам да го цитирам, мислам дека беше така и многу ми се допадна, посебно првата кованица, споделена смислена сетот елементи кои се однесуваат на човечката репутација. Мислам, жртвите на говор на омраза и дел од омраза несомнено се исклучени од таа споделена смисла. Тие пред кон нив да се упати говорот или да се стори врз нив делото, предходно или всушност говорот на омраза и делото од омраза се прагот на исклучувањето. И мислам дека се работи за многу силна повреда која што силно го афектира субјектот, се спушта во негов внатрешен живот, своето саморазбирање го редефинира преку таа повреда. Дополнително имаме групи кои што се практично се генерацијски жртви, имаат традиција на повреда. Нели, да речеме Венди Браун за нив зборува дека се субјекти со прикачени повреди. И сега наспроти така силна афекција, нели, постои правда која може да се донесе преку право, преку соодветни кривични прописи, надежно добра судска пракса и слично, али сепак се тријат многу овие две
две состојби практично, оваа состојба на позитивитет, на некаква пресуда евентуално позитивна и состојба на толку силна повреда која што го афектира целокупниот живот на жртвата. Тоа сакав да ве прашам, мислам, тоа е сигурно дилема мачна за луѓе кои што орно работат на таа како да кажем, на таа тематика. Мене ми е јасно дека понекогаш дури искудноста на правото може да се сообрази со мигот на правдата, ама пак мислам дека просто има една несомерливост помеѓу нели точка А, точка Б и точка А. Да, ова е поврзано и со она што колегата го кажа. Данило, мислам, беше така. Се имате цела една ситуација на расизми и од друга страна ја ви велам да го санкционираме со правото. Ама видите, и правото има една експресивна функција. Оно кажува околу што се обединуваме сите тука. Што сметаме дека е правилно, а што сметаме дека е погрешно. И кога ќе го ставите вако несанкциониран, уште повеќе боли. Он нема како да кажам сојузник. Едноставно сите сметаме дека треба да бидат исклучени од правото. Така што сметете ме позитивиста и слично, упорно инсистирам дека мора да постои законско регулирање на говорот на омраза. Односно се држам на ставот на меѓународното право, му ја разбирам логиката и на некои од државите кои се водат во таа смисла, па и цела Европа е тука. А во однос на Жижак, како да ви кажам, он е прекрасен, јас сум воодушевена од него, ама никогаш как иритира во смисла на тоа да не можете да го држите тоа што ќе го каже. Они може да кажат и, добро, Джудит Батлер е тука, не е исто со Жижек, дека не ви треба да го ограничите, ќе се борите со повеќе говор. Со повеќе говор ќе му исцицате отровноста. Например, да речеме, ова е пример кој го користам, зборот геј, како беше исцицано отровното значење. Вие му кажете, ти си педер и слично, како тој да ти покаже педер каков графче ќе јадеш, графче, тавче тука. Автоматски му го исцицува отровното значење, веќе ја нема таа моќ да повреди. Ама не сме сите спартанци. Не сме сите способни да го правиме тоа. Он има моќ овој говор да не пронижи. Може би не мене лично, ама други кои припаѓаат на мојата група. Да ги занеме и не може да ви врата така. Пошто видите, Жижек и ставовите на кои припаѓа ќе ви кажете човековите права, што и точно се дел од целата таа идеологија и се само мамка со која се лажеме дека имаме некакви права. Меѓутоа ја пак као правник ви кажам, во моментов за некој што е притворен, многу значи дали лицето кое го држи има право да го мачи оваа иста секунда или не. Иако варирам цело време, ги разбирам тие ставови и лицемерието, правото е секогаш и подинклузивно и надинклузивно, не може да опфати се што сака. Од друга страна, велиме дека е предетално, меѓутоа се тоа по некои длабоки проблеми фалинки кои не се однесуваат само на законите за говор на омраза. За се го има истиот проблем. Слободно. Вики, не знам колку успеав да ви доволам. Повеќе ме заинтригирав тоа што можам да ви дадам некаков конкретен одговор. Тоа е тешко прашање. Да, мислам, дури може би повеќе на сакав, ако дозволите да апелирам на вашето интимно доживување, затоа што мислам, има една недостатност во таа смисла. Дополнително да речеме во нашето општество се уште ние немаме позитивни пресуди, мислам, се изнамачени владини организации. Да, нема. Се спакува во црни вреки пред обвинителството. Мислам, од друга страна, ова искуство на траума е преносливо и тоа блокира на доживувањето на новиот контекст. Тебе да речеме, ако сега не е на власт некаква врхушка која што преку означување на политички непријатели бараше подршка практично за користење на јавно користење, охрабрување на говорот на омраза и делото од омраза, повикување на смрт, означување на некоја смрт како на нужна политичка ситуација. Мислам, тие луѓе се блокирани да го доживеат новото време или да доживеат демократијата која што сега е поблиско до нив.
заради тоа што имаме ситуација во која што или нема судски пресуди, или до нив се стига бавно, или пак тие се крај на еден процес кој што претходно подразбира многу истоштување на жртвата. Да. Нели, само по себе и има еден тука има еден набој на афектираност на субјектот кој што никогаш не може да се преточи дури во најдобро осмислената правно регулирачка, да речеме, не знам, реченица или што и да, или најубавите зборови на некој нели возвишен судија, ама и тоа, ама никако да дојдеме до тие најубави зборови, затоа не требаат јаки студенти. Срцето на право место. Да читаме образложенија, да се дивиме сега нив да ги обработуваме. Да. Кој дел како го разграничува достоинството и слично. Да. Мислам, јасно ми е мене дека може да биде арогантно ова прашање наспроти оваа фактичка ситуација во која што ние немаме пресуди, а камоли тие да се убави зборови. Ама пак, мислам, има една нелагодност која останува постојано. Мислам, дури да ја напишеме најубавиот закон да го имаме, да не е оној на академикот. Мислам дека се блокира Вики. На повредата која го афектира внатре, веројатно на социологија направат колку на позитивно право на вакво. Добро, валјда треба да се држат работите отворени, да својот жар да го позајмуваат во следните политички акции и така, некако, не знам, така. Не, ова се прашања отворени се. И циркулираат. Знаете, и со расизмот вие не можете да го до крај да го искорените, цело време го сечете и зависно во која ситуација е повеќе као плевелот го вадите, повеќе сте успеале, помалце или не. И со различни методи, меѓутоа и со многу образование. Се ви можеме кажете, јас као расиста го користам образованието, меѓутоа да го употребувам во контекст на ширење на говор на омраза. Не мислам, Да, викам, разбирам. Не мислиме на тоа, некакви контемплативни процеси кои мора да преовладуваат меѓу нас, некои ретроградни на омраза и слично. И целта не е да се сакаме, видете, ние ги држиме тие процеси на амбивалентност, не може да биде. Вие иритирате кој ќе речете сите треба да се сакаме, оставете не да не се сакаме, треба да се почитуваме. Тоа ни е крајната цел. Затоа што создавате иритација, го плашите некого која викате ние сега треба да чувствуваме љубов, оставете го тоа само да си дојде. Ние треба само да ги обезбедиме базичните услови во кои сме сите еднакви човечки суштества. Толку. Со еднакво она базично почитување. Не повеќе од тоа. И затоа никогаш ме плашат оние реклами ослободи го гласот на срцето или сакајте се сите. Чекайте малце. Најбитно ни е да обезбедиме еднаква почит и после ќе дојде и некоја подлабока комуникација. Меѓутоа со расизмот е секогаш тоа и со стравот од другите и се меѓугрупната комуникација, некоја амбивалентност, ни преблиску, ни предалеку, цело време ги одржувате овие односи на комуникација, меѓутоа е веќе друга тема. Некако се вртевме, некако постојано стигавме до образование, но сепак овде... Или јас натамо си ја влечам воденицата, како викаат темата, затоа што многу го сметам за важно. Да, во ова нишко имаме и одделот за наука, а тоа е нели во ваш коментар по однос на случајот сега со професорот од филозофскиот факултет што поднесува тужба за неговите книги и текстот и нели како всушност ние треба да ја разбираме науката во процесот на образование, затоа што нели тие нели сексистички, хомофобични коментари кои што тој ги изразува во книгата се горе-доле влечат од таа интелектуалната традиција, уште од Фройд, да кажем, во неговите дела. Така што каков однос ние треба да имаме? Каков однос најстрог, веднаш се публикуваат тие книги. Не е тоа никаква академска мисла. Тука не зборуваме за академска слобода на изражување. Се најштетните материјали. Ова е многу јасно. Тука нема простор за дебатирање. Проблемот е што уште се одолговлекува и уште постојат учебници во кои има таква содржина. Тоа е страшно. Има пресуди, јасно е,
дека ширите говор на омраза и кога клеветите една група, не мора да повикувате на омраза кон неа. Доволно е да кажете дека ЛГБТ лицата се абнормални. Толку. Тоа е сериозен говор на омраза. Јас сакам тука само кратко да се надополнам, професорке. Сакав друго да прашам, на кога сме веќе конкретно кај ова. Многу и професори, многу што јас ги сметам за интелектуално на некој начин или способни критички да размислуваат луѓе, го оправдуваат овој момент кај професорот дека он во друг контекст сакал да се изрази. Што јас сметам дека е суштинско промакнување на работите, што како што кажавте вие, тука е нели тенка линијата да се препознаат и таа форма на кој е во контекст ставено учебник и книга е. Таа поминува низ рецензии, низ повеќе очи, не е нешто што вие си го пишувате во ваша слободна проза, во вашиот дневник. Или па дури не знам во колумна некому. И за пример, не сме ни под контекстот да биде сомнителен. Точно, се согласувам. И сега тие исечаци што беа всушност од тие книги, после беше објавено и општо нели понатамошниот негов текст. И еве како првичната поента на главната поента на професорот не е било да се дискриминира жената, дека единствената нејзина задача да го задоволи мажата. Не знам зашто ме интересира кој е тој психолошки момент што ги тера луѓето да не совладаат таа тенка линија на баш говор на омраза. Што се засадува во нас. Не знам, и заради тоа ни треба правото, за да не се занимаваме со ова кога некој не можеме да го убедиме. И да не бидеме подложени на тие негови фатализми или не знам веќе како да ги наречам. Страшни се тие содржини. И не може да обстојат како така. Не може да обстојат. Чудно е што обстојуваат. Мене ме чуди што студентите воопшто не изреагирале, мислам, кога го изучувале материјалот. И за основно, за средно, после кога ќе видите учебниците, после се чудиме на факултет дека веќе имаме однапред вкоренети предрасуди, многу е тешко после да градите на нив. Да градите, да ги разградувате. Па особено ако велите дека па треба да биде сега неутрално, да се занимаваат со други дисциплини, нема што да се занимаваме со предрасудите, не е баш така. И после тоа ние создаваме армија на вкоренети, втемелени, длабоки ретроградни ставови. Во најлошата смисла на зборот, некако нешто назадно надвор од прогресот, во најлоша смисла на зборот, туку како нешто што не понижува. Само кога сум веќе тука вклучена, што сакав првично да споделам и да прашам што мислите вие околу тоа. Кај нас младите сега е многу актуелна таа меме култура, односно таков начин, таа платформа на социјална мрежа каде што луѓето, нели, мислам ние поточно младите се изразуваме преку креирање мемиња на саркастичен начин, споделуваме нели што мислиме всушност. И сега, иако нема експлицитно изразување на говор на омраза преку таа визуелна содржина на мемета, али мислите дека баш тоа саркастично што гледаме всушност ние подсвесно го примаме, тоа ни се засадува нас како нормално. Јас не реков ти си шиптар сајте брегем, ама ќе направам некако нотација смешна тука одоколу и ќе биде саркастично за публицитет, односно тоа ми нели ќе направам за публицитет, ама всушност е баш позлобна според мене форма на манипулација со луѓето. Баш што нас младите не се садува тоа како зависи во кој контекст ти употребувате. Тие мемиња се лоши и генерално целите платформи кои бараат слики затоа што се губи можноста за елаборација. Веќе младите не читаат. Таа комора од мозокот не се развива, него се развива другата преку слики. И Facebook не само што велат дека го напуштаат затоа што возрастните им се таму, родителите па неќа да ги гледаат, и они се на Инстаграм, на како беше TikTok и слично. Туку според мене и ради нешто друго, има многу зборување на Facebook. Сакаме поедноставна слика, парола, еден слоган и слично. Тоа е веќе друг проблем кој е многу сериозен, па после за нас во образование не можеме да елаборираме толку, треба ни слайдови, ние да се обраќаме, сакаат само 2-3 реченици така натаму, а целата поента е да се елаборира. А во однос на тоа дали може да се користи, се може да се користи, зависи од контекстот во што го употребувате. Цинизмот и слично во едена ситуација може да ни помогне да преживееме, ако го користиме во контекст на говор на омраза, како предтекст, затекст, може да се откријат задните намери. Не можам конкретно да ви кажам, тоа е зависно во кој контекст го ставате.
Не, мене не поентата дека не сме свесни колку влијание има врз нас таквиот начин на примање информации, дека тоа нас не гради всушност во не поставува во позиција дека тоа е нормално, всушност прифатливо. Да. Добро, фала. Сега само да коментирам дека го сметам тоа за доста, мислам за доста влијателно, доста Па да, младите сега од социјални медиуми се образуваат и затоа е многу битно што има таму. Тоа е вашето образование. После ова ќе пуштите YouTube видео некое слично пред спиење, оние AMSR или како се викаат за полесно заспивање. Тоа е новата реалност и е, ако не постоиш во виртуелната реалност, денес не постоиш. Те нема. И тоа е факт. Тоа е огромно влијанието после што ни се сервира како информација и за ова сте многу во право. Тие само ги голтаме, нема простор за размислување. Сите ние свесни сме за ова, меѓутоа не можеме ништо да направиме. Па тоа бидејќи е кога слушаме професор од академик или од стручно мислење, тука сме кога можеме да го искритикуваме таа позиција. Но што е до сите оние други филтри кои што стигнуваат до нас, што не сме свесни дека се изворна информација релевантна, но всушност многу ни влијаат и на градот. Да, многу влијаат и градот. Тоа допрва ќе се етаблира. Тоа допрва што сега се етаблираше колку медиумите како го насочувале социјално внимание и така натаму. Дека не било само нус појава дека сме зависни, него се креирало да бидеме зависни и слично. Да подлегнеме, да, благодарам. Доколку нема други прашања, јас овде... Може само Данило евентуално да му дадеме, може пошто ме заинтригира, да видиме со Жижек. Професор, мило ми е што го спомнавме Жижек. И ако ми дозволите сега да кажам... треба да ја прашате, она е голем експерт за него, она треба да ви одговори. Јас ќе бидам само посредник помеѓу Не, јас сум анти Жижека, апсолутно. Никако. Има една на познавање, да, кажете. Има една анегдота која што Жижек многу често ја кажува и таа оди од прилика со, како да кажам, стереотипизирањето на американската популација. Тоа е разговор кој што он го води најпрвен со Native American, нели? Ние ги викаме индијанци, значи Native American. И тоа што тој вели дека не ви смета што викаат Native American, вика бидејќи што има Native American мора да има и некој си граѓанин на Америка, односно некој што е по-социолошки, по-психолошки, да речеме, од секој аспект може да се толкува по-развиен од оној што е Native American. И сега на Native American, со тоа собеседникот негов, му одговара, мене не ми смета што ме викаат индијанец. Впрочем, ја тоа би сакал, бидејќи ја отсликува глупавоста на белата раса кога стигнале на континентот Америка, бидејќи нели тие мислеле дека се во Индија. Ме интересира што мислите вие за ова. Дали е еден начин прикриен расизам во процесите години створен? Прикриен расизам кон кого? Па спрема Indian, Native American, спрема и Black Community. Black Community во однос на терминологијата? Да, во однос на терминологијата. Може да се расправи, има различни. Јас веќе не знам сега кој е последниот термин во однос на афроамериканците. Бидејќи имаше и дека Black зборот, значи исто така може да навредува и слично. Треба самите тие да одлучат. Исто е мислам и во однос на ромите. Во Македонија е прифатено дека, например, циган е навредливо, меѓутоа на генерално ниво не е. Има групи кои инсистираат да бидат нарекувани така. Така што, а иначе во самиот збор може многу да пуштите, многу отров. И како нарекувате нешто, многу кажува за вашиот став кон тоа нешто. Добро, фала ви. Пак не ви одговори. Не можам конкретно да ви кажам во секој термин во Native Americans, домородни народи. Тоа би требало се да преиспитаме дали нашиот меѓународно усвоен термин домородни народи е термин кој повредува. Професорка. Да, и people of color, точно Јасмин Раџепи. Ние безбедни сме и тоа е, што значи дека ќе видиме која терминологија е коректна. Се знам, може да ви изгледа ова и као премногу цепидлачење, но од друга страна и зошто да не. Јазикот има моќ да покори и прави наследство над работите.
Значи, он ја кажува реалноста. Не е толку дека низ јазикот ние откриваме нешто што обратно постоело. Како ќе наречете нешто, го идентификувате, не знам како сум јасна, му правите наследство на нештото, вие кажувате како треба да се перцепира. И тука сте многу во право кога кажувате дека има моќ да повреди. И заради тоа и реагираме во еден дел, во контексти и слично. И треба да бидеме способни да ги проценуваме. Тогаш и најсериозен говор на омраза е Нигер, од еден во песна на Jay-Z, не е говор на омраза, така? А дискутабилен термин, упатен од Пелец, дали ќе може така да употребиме изразот кон Црнец, може да биде говор на омраза. И некогаш ќе видите, ќе го чувствувате контекстот, само ќе ви фали да го вообличите, да му дадете зборови, говорна форма, чувствувате дека има тука нешто што не е во ред. Мојата поента е да ве охрабрам да одите понатаму во тоа. Ме разбирате? Не се формули само во прашање, ќе има стандарди, слично си прават тие своја логика, ќе имате ситуации кога не може јасно да оформите, но ви е јасно дека има некое понижување. Како што на почетокот него кажа примерот со исмејувањето понатаму, осеќате дека нешто не е во ред, не можете да го вообличите, јас би ве охрабрила да продолжите. И да најдете начин како да го сместите во форма на зборови. Затоа што придонесувате во развивање на сензитивноста на сите. Не толку во онаа политичка коректност во смисла на ова што го зборевме со Даниел Ала Жижек. Гледате јазикот која моќ има. Сега го импутирав дека е Жижек, односно дека има ставови. Ако после јас не ги сакам тие ставови, автоматски импутирам дека не се согласувам со него и така натаму. Цело време јазикот дефинира, он ја креира реалност. И затоа бидете внимателни кон него и бидете остроумни што ви нуди како подтекст. Да привршуваме, така? Во ред. Да, може. Надевам дека нешто од нешто успеав да ви доловам. Ви благодарам сите за прекрасните прашања, кои повеќе ме натераа да размислувам, затоа велат предавањето е социјална активност. Добиваш умно прашање и ги менуваш сите своји предавања. После ова веќе одиме во некакви понови фази, ќе инкорпорирам многу од она што беше кажано тука и ќе се обидам да дадам мои одговори на тоа. Бидејќи би сакал овде да привршуваме полека во контекст на вашето, како завршен збор, би го поставил прашањето, каде е местото на јазикот, слободата на изразување во овој парадокс на толеранција на нетолеранцијата. Каде што ние, дали ние во демократијата треба да ги толерираме оние кои што се во суштина нетолерантни спрема другите. Тоа е јасен став и на меѓународното право. Земете Европската конвенција за човекови права. Ви вели, не можеш да влезеш во оваа конвенција да се послужиш со правата, со цел да им ги ограничиш правата на другите. Член 17 тоа го вели. Што би значило дека ние не смееме да ги користиме нашите права за да злоупотребуваме, односно да ограничуваме права на други. Следствено на тоа, мојот одговор би бил и по овој основ се одлучуваат многу од најкласичните случаи на говорна омраза. Не се ни оди во разгледување дали слободата на изразување била легитимно или нелегитимно ограничена, туку се вели дека лицето го злоупотребило своето право со цел да повреди права на други. Мислам дека ова е укажува на мојот одговор. Нетолерирање на нетолерантните. Нетолерантните, извинете се, јазикот многу кажува. Нетолерирање на говор на омраза, пошто има различни нетолеранции. Со оглед на тоа дека е скоро 7:30, мислам дека овде може и да привршуваме. Уште еднаш благодарам професорке за вашето присуство. Секогаш ни е посебно драго за нас како студенти да ве слушаме. Благодарам многу за вашиот интерес. Ми посебно мило и не знаете какво задоволство ми чините тука. Со вашите прашања, со вашето присуство, ова не е политичка коректност. Искрена благодарност до вас. Моја искрена надеж е дека во скоро време ќе може да
да се видиме во живо на факултет, па и таму да го организираме предавањето. Тоа е така, да. Да ве поздравам уште еднаш сите. Ви благодариме, професорке. Поздрав. И фала на сите што присуствувавте.